183 амбулантни возила во служба на граѓаните, наспроти 2645 службени возила на министерствата и општините. Овие бројки кои произлегуваат од истражувањето и базата на Центарот за граѓански комуникации покажуваат дека министрите и градоначалниците имаат дури 12 пати поголем возен парк од тој на здравствените институции и пожарникарите. Во овие 183 амбулантни возила влегуваат возилата за прва помош и санитетските, а ги имаат 47 здравствени институции. Најстарите имаат дури по 31 година, а тоа од здравствениот дом од Кичево има поминато 1.360.000 километри. Просечната старост на амбулантните возила е 11 години, односно тие се просечно произведени во 2008 година, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Најмногу од возилата, односно 30%, институциите ги добиле како донација од Министерството за здравство. Со сопствени средства купила само 23%, додека 12% од возилата ги добиле како домашна донација, а 11% како странска донација. За 23% од возилата нема податок за основата за стекнување. За споредба со амбулантните возила, министерствата и општините според базата на податоци на Центарот, кој што ја објави во октомври 2018 година, имаат на располагање 2645 патнички возила, што значи дека на секое 15 патничко возило доаѓа по едно амбулантно возило, велат од Центарот. Министерствата имаат 2215 возила, вредни 27,2 милиони евра, додека општините имаат 430 возила во вредност од 5,7 милиони евра. Убедливо најмногу возила поседува МВР, односно 70% од возилата на министерствата. Следни се одбрана и земјоделство. Кај општините води град Скопје со 36 возила, следен е Карпош со 16 и Кичево со 14 возила. И централната и локалната власт најмногу возат Шкоди, Volkswagen и Форд. Просечна цена на купените патнички возила е 16.690 евра кај владата и околу 15.000 евра кај општините. Загрижува фактот дека од 2645 автомобили, дури за 637, односно за секој четврти автомобил, институциите немаат или не доставуваат податок за набавната вредност, објавуваат од Центарот за граѓански комуникации. Така службата за општи и заеднички работи на владата, например, не доставила податоци за предноста на ниту едно од 313 патнички возила кои ги поседува. Кај општините податоци за вредноста на возилата не откриле општина Тетово и општина Сарај. Оваа база е единствен приказ на податоците за дел од имотот на владата и општините, велат од Центарот. Тоа значи дека никој во земјава нема увид ниту во обемот на тој имот, на начинот на кој што се управува со тој имот, како и условите под кои тој имот се става на располагање на други лица и субјекти. Ова отвора широк простор за недомаќинско работење и управување со имотот на граѓаните, за злоупотреба и корупција, но и за негово ненаменско и неефикасно користење.